Инфлуенсерите против правилникот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни елементи за нивна регулација. Велат дека водичот е надвор од законските рамки, не е усогласен со реалноста на дигиталниот простор. Формираа здруженија, се сретна и со министерот за дигитална трансформација. На средбата се договориле да се договорат. На состанокот не беа донесени финални одлуки околу актуелната регулаторна рамка, но се договори продолжување на диалогот и консултациите меѓу Министерството, Здруженијето на инфлуенсери, АВМУ, медиумската заедница и експертската јавност, ни одговори од дигитална трансформација. Нидовме на добра волја и дискутирање на темата со цел надминување на проблемите на кои не идоа инфлуенсерите во однос на правилникот диктиран од АВМУ, напишаа на Инстаграм инфлуенсерите по средбата со Андоновски. Здруженијето воедно доставило и предлог до министерот за донесување нов кодекс кој ќе се темели, како што велат, на принципите на саморегулација и корегулација. Министерството за дигитална трансформација не ја исклучува можноста за промена на законот во корист на инфлуенсерите, но како што велат, оттаму прво консултација со сите засегнати страни по интервенција подоцна кога ќе бидат проценети и последиците. Од агенцијата се децидни, законот мора да се почитува, а истиот може да го променат само пратениците. Во случај да има измена на законот за аудиовизуелни медиумски услуги, агенцијата ќе постапи согласно тие измени, но во овој момент мора да работи согласно актуелниот закон. Ниту еден недржавен орган, здружение, ниту никој не може во државата да отфрла или да прифаќа закони. Законите ги менува и ги носи собранието во точно утврдена процедура. Согласно законот, инфлуенсерите што се наведени со правилата и како се вели критериумите во правилникот треба да бидат регистрирани и да достават до агенцијата извештаи за приходите кои што ги остварили. Според важечките правила, блогерите со над 10.000 следбеници треба да се регистрираат до март, во спротивно им следува прекршочна пријава. Досега тоа го сториле само 10 лица, иако бројот на инфлуенсери што заработуваат од Инстаграм и Јутјуб во Македонија е многу поголем. Измените во медиумската регулатива беа донесени во јуни 2023 година, кога инфлуенсерите првпат беа формално препознаени. Законот беше изработуван токму со експерти на Европската унија и е според теркот на европските пракси. Гавриела Лескова, Сител телевизија.